Океј, како да знаеме дека кај некои луѓе има промена, а не е само на збор. Знаете, некојаш луѓето ќе кажат ќе се сменам, ќе се, колку повеќе ќе се, што и да е, толку тоа ќе се ти прави некоја меморија, дека уствари ништо не било од минатиот пат, па кога луѓето ќе речат ќе, луѓето не го сакаат тој збор, поради тоа што самиот збор по себе ветува некоја промена, ама не значи дека промената се случува. Луѓе ќе ви кажеме на работа. Човек кога отишол во некој погрешен правец, тој кога ќе отиде во погрешен правец, човекот може би и сам сака да се врати, но кога човекот е навлезен во џунглата, ајде да речеме џунгла е негативната ситуација во која што е влезен, отишол во пороци, отишол во ситуација каде што си има дома златна фамилија, женичка, ама отишол со некоја друга девојка со која што има поише проблеми, па се караат и со неа и со сопругата и во конфузија, невидено отишол во џунглата. Кога човекот ќе отиде во џунглата или обратно некоја жена, кога ќе отиде во џунглата е тешко човек да излезе од таму ако заглеби длабоко во џунглата, поради тоа што тогаш ни со хеликоптер не го вадат од џунглата, ама од џунглата е најлесно да се излезе кога си на почетокот на џунглата. Што значи, кога човекот ќе почне да се освестува, он секогаш знае, он го има тој момент на аналитична свесност, за да може да настапи некој тип на себе коригирање и да се врати повторно на правиот пат. Но ако не го фати тој мал момент, кој што фактички здравиот разум му кажува што треба да направи, ако не го реализира тоа, со тој здрав разум ќе биде проблем. Ќе ви кажам еден пример. Ајде да речеме, имате ситуација каде што има некој човек кој што сака да влезе во некој воз и сака да оди за Атина. Не знам дали знаете, интересно е, Скопје на 750 км од Атина и 750 км од Будимпешта. Сега некои се сакаат Будимпешта, некои сакаат Атина, двата града се преубави, нема зборови за тоа, е само приказна, по која што правам една споредба. Ајде да кажеме човекот ќе влезе во некоја релација, ќе влезе во некоја врска. И он сака да оди во таа релација, знае што му се соништата, знае што му се целите, и дошол на станица и сака да фати воз за Атина, ама што гледа првата станица, наредна не е Велес, него е Куманово. Сега кога ќе свати дека првата станица е Куманово, он гледа дека е во погрешен воз. Луѓе, не е Велес, па сите останати станици за Накетина, него влегол во воз, гледа дека е Куманово, после Куманово гледа дека е Врање, па дошол Лесковац, па доаѓа Ниш и така натаму. Што сваќа човекот? Човекот веднаш сваќа дека е у погрешен воз. Сега, ако човекот сака да оди за Атина, ама гледа дека првата станица е Куманово и гледа дека наредната станица е Врање, он треба да се симне од возот. Ама човекот не сака да се симне од возот поради тоа што у купето му е топличко. Замислете, надворе зима, има некои студови, ама у купето му е убаво. Може би некоја девојка знае дека е со некој дечко кој што не е за неа поради тоа што има и други на страна и така натаму. Оно обсипува со подароци, ја праќа на скапи одмори и така натаму. И сега на неа у купето е топличко. Не разбирате, не у возот е убаво. И свири музиче, ама она гледа и сваќа дека не е на прав пат. Гледате, умот, разумот, свесниот ум вика, еј, ти си у погрешен воз. Симни се од возот поради тоа што од, не знам, Куманово наназад е блиску, од Врање пак е подалеку, ама е блиску. Ама знаете што е интересно, кога човекот ќе влезе веќе во погрешен воз, он назад нема такси да го собере, нит па има автобус, нит па имате пријател, нит па таткото и мајка ти ќе те земат, оттаму мора да идеш пешки назад, поради тоа што мора да помине човек ни страдање за погрешните одлуки што си ги однал, што си ги преземал сам. Гледате, кога човекот ќе направи грешка, он мора после тоа да го издади патот на страдањето. Да се вратам на споредбата со возовите, кога ќе се симнеш во Суботица или во Будимпешта, имаш 750 км одење за назад. Ама луѓе што прават? Они кога ќе видат дека се на погрешна станица, они не сакаат да се симнат сами од возот. Зошто? Поради тоа што им е убаво во купето и поради тоа што од надвор знаат дека има студови, дека има ветришта, дека има снегови, а они не се наоблечени, нема такси, нема автобус, ништо нема, мора сами додат назад.
неќе да го одат тој пат пешки назад, затоа што неќе да помине ни страдање. Ќе ви кажам една работа, ако сакате да дојдете повторно на почетната станица у Скопје за да се го фатите возот за Атина, ќе мора да го изоидете тој пат пешки. Сега луѓето ќе видат многу популарно речено црвени знаменца во некоја ситуација. Црвени знаменца видела девојкава за дечко, дечко видел за девојка знамишта црвени или што и да е. Сега он сака тоа да го игнорира, ама умот му вика, ма гледај, ова е црвено знаме. Нешто он неќе да ја слуша свесност, он се сака да ја слуша емоцијата, разумот вика не натаму. Ама проблем е дека кога човекот ќе донесе погрешни одлуки и ако сака да повторно го коригира нештото, луѓе, он мора да помине низ некое страдање. Луѓе неќе да поминат низ страдање. Ама кога страдаш, барем знаеш дека страдаш у исправен правец. Вака страдаш у погрешен правец. Не изгледа у погрешниот правец, страдањето изгледа сладко поради емоцијата. Во исправниот правец ја немаш таа емоција. Се имаш друга емоција. Разумот ти е вклучен. И се тебе ти е вклучен разумот, ја немаш таа емоција, имаш таа другата емоција на љутина, на револт и така натаму, и така не се луѓе ќе почнат идат у прав пат. Они се враќаат од Суботица, од Белград, од Ниш, тргнале на Скопје, дошле некаде кај Врање, се измориле малку и го гледаат истиот воз пред нив, застанува на станица. Она е на Врање, го гледа возов, се качува у истиот воз. Што се случува? Ништо не е променето тој воз, повторно е виолинчето, повторно е купето, повторно се одморите, повторно се сите ти убави работи. Ама нешто кое што е најзначено, почит, љубов, едно, друго, трето, хармонија, не чувствувана. Ама гледате, има убавина некоја за тоа што фактички за неа е замена за љубовта која што е нема, ама она или он се лажат дека тоа е доволно, уствари длабоко у себе знаат дека не е. И се повторно возов ќе однесе на истото место од кај што дошле или кај што дошол, и се повторно треба да се враќа 350 км, колку и да е далечен од почетната позиција за да влезе во исправниот воз. Луѓе кои што се на погрешен пат, не сваќаат дека мора да го одат патот назад пешки. Поради тоа што нема такси, луѓе, нема такси. Но како човекот го оди тој пат назад, почнува свесноста да се бистри, почнува таа негативна емоција да спласнува и човекот повторно доаѓа во контрола на сопствениот живот. Значи веќе не е у џунглата, се излегол од џунглата, страдал, дошол на почетниот дел, каде што треба да го фати возот сега, например, за Атина, влегува возот за Атина. Возот за Атина ги има убавите работи кои што човекот уствари ги сака и така натаму и така натаму. Или може да биде возот за Будимпешта, не е важно. Ако сака човек да иде за Будимпешта, исправниот воз му е Будимпешта, погрешниот би бил тој случај Атина. Поентата ми е друга. Луѓе, ако човекот прави грешки и ако човекот прави работи кои што гледа дека не се обстаночни за него, тогаш има нешто што него го контролира и кој што не е здраворазумно. Сум зборал да не станува малку досаден. Има една преубава книга Дианетика од филозофот Хабард, зборува за аналитичен ум, тој не прави грешки, тој е здраворазумен ум. И имате реактивен ум, во кој што има слики од трауми, од минати неубави искуства и така натаму. И тие шаблони и тие трауми кои што човекот ги донел, врз база на тие шаблони човекот може да донесе негативни одлуки и врз база на тие шаблони човекот, односно врз база на тие снимки, врз база на тие слики, тој може да донесе негативни заклучоци. Да кажам пример, имало некој дечко кој што една убава девојка му раскинала. Па после еден период уште една убава девојка му раскинала. Па третата му била некоја убава манекенки, таа му раскинала. Му сите бил заљубен. И сега он доаѓа до еден заклучок: ја нема да се фатам со некоја девојка што многу ја сакам или некоја што е убава, за да не ја бркаат другарите и за да не се пуштаат другиве со кои што, не знам, сме у кафич. И он дошол до заклучок дека ќе се фати со некоја девојка која што уствари не му се свиѓа него. Гледате сега, он мисли дека тоа е разумен заклучок. Тоа е безврска заклучок. Он го донел тој заклучок врз база на негативните искуства кои што се имаат случајно. Сега тој реактивен ум, у наводници, за да ве заштити од наредна траума, болка или што и да е, он ве носи во
на некој начин неразумен заклучок, некоја неразумна одлука, каде што мислите дека со таа неразумна одлука сте заштитени од некоја болка, а уствари е целосно неразумна одлуката. Некоја девојка, не знам, ја изневерил еден дечко, втор дечко, трет дечко, она донела одлука, нема да верува веќе, нема да сака. Затоа што е разочаран се од сиот мушки род, единственото нешто на кое што му верува се двете мачки по дома и на никого друг. Сега, не дека има проблем со мачки, обожавам мачки и кучиња, прекрасни животни се, ама сакам да кажам, не е обстаношно човек да не верува на машкиот род, не е обстаношно човек да не верува на луѓе, затоа што може би она да почне да не верува на никого после тоа, поради тоа што била разочарана, и се тие разочарувања прават некои негативни заклучоци, и тие негативни заклучоци не носат во негативни дестинации. Тоа е како да ставите на GPS уредот, на GPS системот ставате некоја погрешна дестинација и ти си ставил една дестинација, погрешна била, си донал негативен заклучок, дечко донал заклучок, никогаш нема да се фатам со девојка што ми значи, што ми се свиѓа, за ако ми раскине после тоа да не бидам тажен. Бум, GPS дестинација, нема да се фатам со некоја девојка која што ми значи. Вака ке речеш ти, леле, уствари, реактивно гледано, може би има логика, ама на свесно ниво нема никаква логика ова. Но он ја донел таа одлука и заклучок како одбранбен механизам за да не биде повторно ранет во животот. Тоа е GPS дестинација, он ја заборел таа GPS дестинација. Знаете, у GPS системов ставил он дестинација, брп, некоја дестинација. И сега, он подсвесно сега оди натаму. Он стварно секојаш, на него му се свиѓа некоја девојка, он ке се фати со другарки, која што помалку му се свиѓа. Ама таа што му се свиѓа уствари е таа другата, ама он е фатен со незината другарка, излага со другарката за да биде со оваа друга, што му се свиѓа. Комплициран живот, што да ви кажам, никогаш не е среќен. Леле, судбината му била него таква у љубовта. Не размишља дека може би врз база на некои минати трауми донал погрешни заклучоци, него вика не, судбината му е така. Океј. Е сега, ако он има GPS дестинација, знаете, GPS системов ќе ве носи натаму, така и умот ќе испланира како он да биде безбеден, поради тоа што неговата реактивна подсвесна одлука му е да биде заштитен и да не се фати со некоја девојка која што ја сака и некоја девојка која што би сакал да биде со него, поради тоа што е убава, за да не се пуштаат некои луѓе, или поради тоа што ако премногу се заљуби, многу ја сака, ако му раскине што ќе прави, поради тоа што на него фактички реактивниот ум више му брмчи у позадина дека може тоа да му се деси пак. Сум го кажал ова, има многу убава техника во таа книга Диенетика, како да ги откриете тие минати трауми и како да го поништите нивното влијание врз вас, поради тоа што тие минати трауми, кои што прават одлуки кои што се неразумни, влијаат после тоа подсвесно врз животот на секој еден од нас. Но што се случува кога човекот донел некоја таква неразумна одлука, тој ќе почне да креира работи и во тој сегмент во неговиот живот ќе видите дека тој има неразумни одлуки. Ќе видите некој човек во животот секогаш може имате некој дечко кој што му се додворуваат некои фини девојки кои што се баш културни, фини, он секогаш ќе се фати со некој кој што знаеш дека едноставно ќе му уништи животот. Или некоја девојка, а ви имаш некој момче, го зборев ова, знаете, имаш некоја девојка која што има некој момче кој што се додворува, кој што е многу фино, кој што е многу добро, ама може би она има своји шаблони и слики од мајката и од таткото кој што држеле строго, секогаш била критикувана, што е да направила она, на крај само што ќе добиела едно, окей си, добра си. Не летај, не си ти кој знае што. Гледај твоите другарки, сите се бољи од тебе. Се она навикната е на тие шаблони на држење на строги се. Овој дечко што ја обсипува со комплименти, на неја не е интересен. Кој ќе биде интересен? Ќе биде интересен тој кој што кога ќе излезе со него, ни еден убав збор нема да ја каже, ќе ја вреѓа, ќе ја критикува, ќе почне да прави игра со неа, шо па ти се мислиш ма дека си кој знае шо. Ај она нешто ќе направи, абе добра си. Се она се поврзува со таа фреквенција затоа што тоа е фреквенцијата која што има во нејзиниот ум. Тоа е џунглата, луѓе. Ние имаме џунгла у нас, не сме ни свесни дека имаме џунгла у нас, која што не тера на работи кои што не се најсоодветни. Но поентата на овој лайф е следново. Гледайте, прво ние имаме шаблони. Шаблоните се сликите кои што ние ги гледаме. Ние гледаме слики од околината и врз база на тоа што го гледаме, човекот снима слики, снима меморија. Еве наједноставен пример, овој сум го кажал. Кога се љутите или буните, на кого личите? Кога се лутите или буните, на кого личите? Одговорете си го. Ако сакате може да ми пишете, не морате, ама одговорете си го за вас. Кога се лутите или буните, на кого личите?
Мама, тато, баба, некој фатил од дедо, некој од прабаба, некој, може би од некој друг. Но најголем број од случаевите, кога ќе го прашаме ова прашање, на кого личиш кога се љутиш или буниш, е у суштина некој кој што е од најблиските од нас. Зошто? Поради тоа што најмногу сме биле со тие кои што се околу нас. Сум го кажал и овој пример. Сте виделе некоја ситуација, имате некоја девојка, супер е девојчево, прекрасна душа, прекрасен карактер, ке се фати со некој дечко кој што ќе измалтретира, кој што бил нечесен кон неа, кој што инвалидизирал, кој што е критикувал, ќе раскинат некако. Она ќе се фати наредно со некој фин дечко. Сега она ќе стане таа што душата ќе му извади на тој финиот дечко. Зашто? Зашто го превзела идентитетот на бившиот дечко кој што бил груб кон неа. Затоа што гледате, снимала шаблони, слики, начини на однесување. И тие работи остануваат во нашиот ум и после тоа не водат како шаблони во нашето однесување, во нашето реагирање и така натаму. Зошто се тоа го зборам? За да дојдам до клучниот момент кој што сакам да го споделувам со вас во овој лайф. Кога да му верувате на некого? Гледај, ајде кажем, имате некој човек кој што е во целосно погрешно друштво. Имате некој момче кој што е влезено во друштво каде што се конзумира дрога, каде што се коцкаат, каде што се пие премногу и така натаму, каде што секој може има девојка отидене по други жени и така натаму. Се тоа се шаблони. Гледате, може би човекот дошол у такво друштво, ама како викаат, ако си со 5 луѓе кои што се пијаници, ти ќе си шестиот. Зошто го викаат тоа? Поради тоа што човекот гледа шаблони на однесување, он ги гледа моделите на однесување, човекот е у таква средина и го гледа тоа. Колку често сте видите ситуација каде што некое дете ќе попушти у школа и прво секако што прашуваат по дома и луѓето кои што се училиште, што прашуваат? Дал го смени друштвото, со кое друштво е? Ќе ги викнат родителите, вика синот ви у лошо друштво. И што точно знаеш кога ќе отиде некој у лошо друштво, знаеш дека ќе има промена на неговиот карактер. Зошто? Поради тоа што гледа шаблони на однесување кои што остануваат во неговиот ум. Колку често ќе имаш ситуација, таткото викал, се дерал на него, он се дере на своите деца, затоа што е шаблон на однесување. Зошто ова се го зборам? Затоа што кога човекот е во лошо друштво, кога човек е влезен во некој стил на живот, у наводница фраерски, у наводница кажам, каде што уствари е несвесен, целосно несвесен, затоа што се случува, влага во некој стил на живот, каде што има од порок до порок. И она што се случува, он се сменува. И каде му оди животот? Му оди во пропаст. Зошто? Па поради тоа што веќе не е он ист. Се секираат неговите родители, се секираат жената, децата, кои да се, поради тоа што тој човек е сменет, ама сменете на лошо. Гледате, он е сега влезен во некое друштво и почнува да станува изгубен. Човекот се губи. Зашто? Затоа што е у џунгла. Луѓе, влезена у џунглата. Пријателка моја една, баш каже една приказна, вика, била во дадена ситуација, во странство живе жената, каде што била во некој град, влегла во такво друштво каде што имало пораци, отишла во друг град, работела со човек, излегла од таа ситуација и после една година, вика, ми се јавуваат истите пријатели, со кои што била во таа неубава состојба и така натаму. Вика, ми се јавуваат другариве да ми кажат дека рентат јахта кај мене у градот и дека ќе прават журка, ме викаат, вика дојди барем неколку сати, видиме да се подружиме, не сме се виделе, дојди ќе испиеме по некој пиво. Се она паметна му се јавила на човеков со кој што работела. И му ја кажува ситуацијата. Знаете што е рекол човекот? Вика, гледај, кога ќе влезеш у џунгла, комарец ќе те касне. Луѓе, у џунгла нема друго што да се деси. У џунгла нема друго што да се деси. Братушет мој, многу паметен од Америка, ми вика, после 12 имал тренер некој кој што бил во спортот во кој што го тренирал. Вели, тренерот им рекол, дечки, после 12 ништо добро не се случува. Ај, некој е 16, 17, 18, 20, 25 години. После 12 може ќе се најде девојка у диско, разбирам, у кафички отиде, ќе се најде некоја симпатија со кој што ќе се заснува фамилија и така натаму. Луѓе, на 40, 50, 60 години. Абе, после 12 ништо добро не се случува. Тоа е докажано правило. После 12. После, ајде да речам јас да ги заштитам овие останатива. Ајде да не бидам многу конзервативен и радикален, да не речам од 30. Ама од 40, 50 година
После 12, луѓе, ништо добро не се случува, поради тоа што настанува действие на алкохол, настануваат други работи, кои што уствари те тргаат надвор од контрола и те ставаат во мини джунгличка. Ајде да речеме, може би стварно е мини джунгличка, ама имате ситуација каде што уствари, гледате, човекот влага во некоја джунгла која што е прифатена од општеството. Ке си излеземе вака, може имате некој брачен пар кој што 5 пати у неделата секој се излага со свое друштво. Знаете, она се излага со незиното друштво, after work party, ќе се излезе после тоа на вечеричка, па у диско, он ќе се излезе со неговото друштво. Гледате, 5 дена у неделата они се излезени распар и еден ден ако излезат заедно. И сега си викаш, ама ја разбирам, тоа може да е модерно или како и да е. Ја не викам дека некој не треба да излезе со свое друштво, треба да излезе некојаш со колеги, некојаш разбирам дека може да има моменти каде што секој ќе се излезе со своето друштво, ама не може тоа да е повеќе бројно отколку некој брачен пар или дечко и девојка да се излезат заедно. Барем ја така размислувам. Гледате, ако се вратиме малку на предходните години, сигурен сум дека вашите родители кои што се ги гледале, имало ли ситуација каде што вашите родители викале јас со моево друштво ќе излезам, ти со твоето друштво ќе излезеш? Ја барем за мојата фамилија не памтам татко и мајка ми да имале различно друштво. Ти имале едно друштво. Друштвото на татко ми било друштво на мајка ми, друштвото на мајка ми било друштво на татко ми. Ама сега што се случува? Сега едниот си има свое друштво, она си има нејзино друштво, овие друштва не се спајаат, чак што више у друштвата имате луѓе кои што промовираат да не дојдат сопружниците у тоа друштво. Гледате, имате такви луѓе, имате некои кои што се сингл у тоа друштво. Другиве си имаат маж, жена. Ама тој што е сингл или можеби тој или таа која што нема најсоодветна врска и бракот не функционира како што треба, они се многу заинтересирани да излезе секој сам. Ама гледате, ако сопружникот не е таму во таа вечер, ја не викам дека нешто ќе се случи, не го викам тоа. Верувам дека си има етични луѓе кои што ништо не се случува. Но дали не почнуваме да се доближуваме до джунглата е прашањето. Затоа што тоа те води во некој тип на джунгла. Мала, не е опасна, можеби, ама комарец има. Можеби ќе има некој флерт, можеби ќе има некој додворување, можеби ќе има некаде каде што отвараш врата за нешто да се случи. И шо ќе имате? Имате ситуација каде што имаш некоја другарка и таа другарка можеби е сингл, ама незината другарка си има брак, си има сопруг и сега она секоја вечер сака да излезе од диско, ама нема со кого да излезе, ќе излезе со неа, ама веќе мажот почнува да протестира и што се случува? Се случуваат кавги помеѓу неа и помеѓу сопругот или обратно. Имате некој сопруг кој што има другари или другари кои што се цело време искочени, кои што можеби го нема тој стил кој што ги има он и има други шаблони на однесување. Колку често ќе видите ќе имате некој човек ќе влезе у поразлично друштво и му се менуваат шаблоните и стилот на однесување одма. Можеби не одма, ама набрзо. Ама он има можеби некое друго друштво каде што се е нормално, се е супер, он е он, затоа што у тоа друштво ги има нормалните шаблони. Нема тука рвање кој е бољи, нема надпревар у тоа друштво кој е подобар од некого. Ме разбирате? Нема едноставно чекај да го измера мојот успех со твојот успех. Ама кога ќе влезат во некое друштво кое што е такво, каде што има надпреварувачки дух, уствари каде што има скриено непријателство, да не се лажеме, тоа е атмосфера, тоа е емоцијата што ја чувствуваш, поради тоа што ја чувствуваш негативната намера. Затоа што тоа некое ново друштво, ти имаш некој кој што нема да има најсоодветна намера кон тебе, му ја чувствуваш дека намерата ја чувствуваш од него во околината, не е најсоодветна, не е најдобра. И што се случува со дечко кој што отишол во некое ново друштво, девојкава што отишла во некое ново друштво, што се случува? Се сменува целосно. Што се случува кај другиот човек, кај партнерот, кај родителите? Што се случува? Се случува страв. Зошто? Затоа што е променет карактерот на човекот. Знаат дека е влезен у джунгла, не знаат како да го вратат назад, ама знаат дека е отиден у джунгла, знаат дека има промена, која што не е најсоодветна, за која што ни знаат дека е опасна. И човеков почнал да влага во друг стил на живот.
почнува да влага во друг стил на живење. Гледате колку интересно сега. Човек почнува да се чувствува изгубен во некои друштва. Зашто? Зашто друштвото е шаблон, луѓе. Друштвото е шаблон. Колку пати ќе имате ситуација каде што се чувствувате у некое друштво дека збореле за вас, знаете дека тоа друштво не е ваше друштво, затоа што не се чувствуваш убаво. И кога направиш транзиција од тоа друштво во некое нормално друштво, каде што чувствуваш нормална намера, каде што чувствуваш нормална енергија и така натаму, се смируваш, така? Знаеш затоа што имаш нормална намера, затоа што ја чувствуваш намерата дека е пријателска. Ви се случило ли, например, ќе излезете некаде во некое друштво и тој што нема да дојде таа вечер што не е искочен, за него се збори. За него, тој се одговара. Кој? Тој што не излегол? Абе, папучар, ваков е. Абе, остаа таа. Мужот ја стегнал, ја држи, бла-бла. И се почнуваат за таа особа која што не искочила на зборот. И се сите седат на маса. Никој не ќе прв да си оди. Абе, знаат дека ако станат, они ќе бидат вториот за кој што ќе се збори. И никој не станува од маса. Сите седат по 6-7 сати и сите мора одма да станат заедно. Затоа што иначе ако си отиде некој прв, он знае у тоа друштво, зашто чувствува атмосферата, знае дека ќе биде он зборениот ако прв си отиде. И затоа не седи прв. И затоа сите седат со сати. Затоа што морат да затворат позадини. А затоа што иначе е опасно. Е сега, ако си у такво друштво, какви шаблони ќе имаш? Джунгличка, луѓе. Не викам дека е джунгла. Не викам дека е джунгла кај што си целосно изгубен. Ама почнуваш да се губиш. Човек кој што почнува да се губи како битие, како човек, како идентитет, не е веќе он. Ќе ви кажам една работа. Е во околина на луѓе каде што некој во тоа друштво нема добра намера. Ајде да повторам. Ова е, барем од тоа што сум го видел, може би не ова правило 100% за сите вас, може би не ова нешто кој ќе речеш, може не е така, ама размислете. Човек е изгубен, у конфузија. Не е он човекот што вие сте го знаеле. Влезене во некое ново друштво. Обично, во тоа друштво има некој човек кој што не е со најдобра намера. Ама таа не најдобра намера обично скриена. Не е тоа, слушај се, ја ќе те навлечам тебе на дрога и на коцка, дојди со мене. Зашто ја немам со кој да идам, дојди со мене ќе ми правиш друштво. Ама мадни ти по еден джоинт, фрли ти по една рака коцки, се свикаш, окей, ама кој прв ти го даде джоинтот, кој прв те навлече на рекреативната дрога, кој прв те натера да повлечеш црта или шо и да си направил, кој те натера прв? Сум ке рече, како да не, овој нема лоша намера за мене, тој ми е другар од детство, кај он нема лоша намера, како да не? Или го знам човекот фин е, многу фин човек. Абе, фин човек, дури и да е навлечен на дрога, и да е навлечен на било какви, како да ви кажам, зависности и така натаму, ќе има грижа на совест да ти го понуди тоа тебе, затоа што има добра намера. Прашањето е дека луѓето не се сомневаат затоа што ќе речат, абе, овој ми е другар, овој ми е пријател, овој ми е ова и она. Даде? Ама кој прв ти кажа на тоа? Кој прв те натера да направиш таа грешка? Кој те одвлече од сопругата дома, те натера да отидете у кафана, да искочите у диско, да се испијанчите и шо и да е, и да се пуштиш на таа со која што сте се нашли на шан. Кој те натера? Затоа што другар, кога ќе те види малку подпијанет, те враќа дома, и другар кој што ќе види дека сопругата твоја не сака да излагаш многу често, нема ни да те викне да искочиш. Поради тоа што знае дека ќе предизвика проблем во твојата релација. Ама од друга страна, имаш ситуација каде што има луѓе кои што воопшто не име грижа дали ќе разрушат нешто во твојот живот. И тоа го прават. Има 101 оправдание, поради тоа што и они се у конфузија во нивниот живот. Како да веруваш дека некој е променет? Дали го има сменето својот животен стил или не? Како да знаеш дали некој човек е искрено променет? Види дали го сменил својот животен стил или не. Дали е во истото друштво? Затоа што луѓе, ако е во истото друштво и во истиот животен стил, колку и да те вика ќе се сменам, он може би сака,
Ама ти знај дека е у џунглата. Он не излезе од џунглата. Затоа што ако човекот го смени својот животен стил, тоа значи дека има контрол. Ако не го смени својот животен стил, не се лажете, поради тоа што нема да се смени. Затоа што у шаблонот на стариот животен стил. Дете животните стилови ги едноставно уништуваат луѓето. Затоа што не може да се носи со тој животен стил поради некоја причина, поради можеби некој комплекс кој што го имал од мал, поради можеби некоја сугестија, поради тоа што имал некоја идеја. Ја кога ќе порастам, кога ќе дојдам малку до паричка, ова ќе го направам, тоа ќе го направам, што и да си ставил оно главата, гледа он од порано имал некоја идеја што ќе прави. Го завлекла во некое нездраворазумно однесување, сакајки да испроба нешто, не можел да го контролира. И џунглата го изела и не знаеш сега кај е, и сега не си го познаваш твојот сопруг, сопругот не ја познава неговата жена, поради тоа што е целосно надвор од идентитетот кој што претходно бил. Зашто? Поради тоа што обично е во друг животен стил. Обично е во друг животен стил. Почнете да размислувате со овој податок, кога човекот ќе стане изгубен. Обично е во околина во која што има некоја не најдобра намера. Кога човек ќе се изгуби, зашеметен, од каде доаѓа тоа? Инвалидизација, критики, споредба, буцкање, скриени инвалидизации. Ајде бе, не те пуштат ти да излезеш. Скриени инвалидизации, аве, сите се бољи од тебе, знаеш што, премногу ова правиш, немој тоа. Знаеш, на некој перфиден, скриен начин ти инвалидизира. Ти мислиш дека е пријателско, тоа све не е. И тие инвалидизации, тие критики, тие вознемирувања, те зашеметуваат и те ставаат во идентитет каде што треба се докажеш, покажеш, наместо да напуштиш. Затоа што се додека си поврзан со тој извор на енергија, нема да си ти. Се додека си поврзан со тој животен стил, се додека си поврзан со тие шаблони на однесување, нема да си ти. Ама кога ќе видиш дека некој човек веќе не го интересираат пијанки, не го интересираат деструктивни работи, не го интересира после 12 сат он да заглавува, а дома си има фамилија. И си доаѓа човеков дома, ќе се стане од сабајле, ќе отиде да се извежба, ќе отиде да се истрча, ќе си направи некој здрав доручек, че и така натаму, ќе си фати си чита книга. Што се случува кога луѓето читаат книги? Гледате, книгата ти дава идеи и книгата ти дава шаблон. Знаењето те прави свесен. Затоа што ти кога ќе доеш до знаење, ти уствари правиш свесност. Ама шаблоните на околината, на друштвото, гледате во некое друштво кое што е деструктивно друштво. Ако имате друштво кое што е деструктивно, кое ниво на знаење го има таму бе луѓе? Ај нека ви текне. Сте биле у некое друштво каде што цело време секој со секого се омаловажува, сакаат да се повредат, сакаат да си направат да бидат они интересни, они се фраерите и така натаму. Кој ниво на знаење е тоа? Кој ниво на комуникација е тоа? Ти ја чувствуваш комуникацијата спрема намерата кој што човекот има кон тебе. Си било некое друштво каде што ти е многу убаво, каде што си комотен, каде што можеш да бидеш ти, без при тоа да сватиш дека има некои стрелички кои што некој ќе ти ги фрли, и у некое друго друштво си цело време со штитник. Зашто си со штитник? Луѓе, затоа што знаеш дека има стрели околу тебе. Тоа е перцепција, тоа е твое чувство. И какво е нивото на знаење во таа група и во тоа друштво? Цинично, инвалидизирачко, ниско ниво на знаење. Ама кога ќе смениш друштво, каде што се збори зубави работи, каде што не се критикува, каде што не се омаловажува, каде што нема еден со друг, знаеш дека тој другар ти го критикува, другиот другар твој, па кое ниво на знаење е тоа? Се ти знаеш дека он ќе те критикува и тебе. А замисли ти си со некој човек кој што збориш зубави работи, збориш за мудрости, збориш за цели, збориш за работи што сте ги прочитале. Тоа е ново ниво на знаење, луѓе, друга комуникација е. Се додека човек не се освести, се додека не човек почне да работи на себе. Ако човек не почне да се осврнува кон себе да работи на себе, тој човек не може да направи промена. Затоа што у истиот шаблон, он не го согледал грешниот шаблон во кој што е. Он е у џунгла, ама он ти вика, јас сум у оазата. И се ти се обидуваш да му кажеш човек, тој е џунгла, не ти е оазата. Не бе, јас сум си у оазата, не топ ми е. Супер ми е.
ама он полупијан е секоја вечер, да не речам пијан. Цело време е со некои сомнителни обкружувања луѓе, да не искористам различни зборови и така натаму. Се свикаш, како човеков може да свати дека он е у оазата кога е у џунглата. Се он додека не види дека е у џунгла, како ти можеш да му веруваш дека е сменет? Па тој не гледа дека е у џунгла. Прво мора да види дека е у џунгла, па да направи промени физички, да се тргне од џунглата и стварно со тебе да дојде на оазата која што е стварно оаза, кај што си имаш убава комуникација, убав живот, срекички и така натаму, за да речеш овој се опамети. Може да му верувам, затоа што е надвор од шаблонот на џунглата. Ме разбирате? Шаблон на џунглата. Знаете, имате разни шаблони. Знаете, порано ќе отидовме у Дискова, не знам се дал важи за сите градови, ама у Скопје беше вака, и јас сум бил тој шаблон на џунглата и ќе се дотераш, ќе се облечеш, ќе излезеш во некој кафич, сакаш да бидеш виден и шаблонот на џунглата ти си. Мислиш дека си фраер, че ти си интересниот, тој кој што треба да го привлече вниманието на се. Абе ти се свиѓа некоја девојка тебе, ама никако да ја прозбориш, не, ти ке доеш. Си застанал на коњопа и си земал некоја пијачка, пура некојаш. И си у некој филм, мислиш, кој си, абе девојка од Карши, тебе ти се свиѓа, тебе срцето ти вика, иди избори, ама фраерлукот у тебе ти вика, не, кај ке изборам. Ама и она е таква. И она сака да те види, ама не и ќе. Сега, ти ќе дзирнеш малку, а она, за да не биде толку очигледна дека те дзирка, она па дошла со две другарки, една од една страна, друга од друга страна, они се на коњопа од Карши тебе, и се ти ја гледаш неја, ама она не те гледа, она намерно не те гледа тебе, затоа што она е па бетер по-фраерка од тебе, она па не те обраќа внимание. Сега, ама таа една другарка што е до неја, што ја држи стража, но ствари те гледат тебе, дали ти ја гледаш неја. Вау, која комплицираност, луѓе, сега, за да си фраер, гледате колку е тешко е да се фраер, што рече едно дете. Работев со едно детенце, односно, не работев, него ми кажа нешто кое што ми беше интересно. На пријатели едни детево ми вика, Жаре, вика, имам проблем. Шо имаш проблем, бе? Викам, шампионе. Вика, не сум фраер. Ми збори за школа. Викам, како мислиш не си фраер? Абе, вика, не сум фраер. И му викам, а зашто не си фраер? Вика, па, не сум фраер. Му викам, сакаш ли да си фраер? Ми вика, не. Му викам, зашто не ќеш да си фраер? Бе, вика, тешко е да си фраер. Ми викам, како мислиш тешко е да си фраер? Апа, вика, треба вака да ги гледаш девојчињата. Треба да немаш домашно, треба да ги купеш за коса. Или детето разбрало дека тоа не е фраер. Ама сега, бум, да се вратам ја на ситуацијава каде што сме у кафич, каде што ти седиш еден коњопој, сакаш да избориш на неа, ама ти знаеш дека кој придеш, он ме рече, Селјаков ми прозборе. Гледаш, сега, немој ти комуникација сега да имаш, како да не? Селјаков ми прозборе од одма. Се, треба се гледате едно 4 месеци, за да можете да дојдете у некоја ситуација, си правите муабет џунгла. Се зборувам за џунглава, не? Ова беше скопска џунгла порано. Она со две другарки, едната те шмека, односно те гледа тебе, не те шмека. Ти мислиш дека она те шмека зашто те гледа. Освари таа не те гледа зашто те сака. Таа те гледа зашто другарки и рекла те гледа да види дали ти ја гледаш неа. Вау, компликација, луѓе. И се ти викаш, абе оваа што ми се свиѓа, изгледа, не ме свиѓа, другарка и ме свиѓа. Ти збунет, бетер си збунет. Зашто? Абе фраерлуков те буни. Затоа што гледате, фраерлукот е тоа да чекај малку. I'm hard to get, тешко е да ме добиеш, нема одма комуникација да направиме. Пона ќе се отиде у друг кафич, ти по неа после 5 минути. Да не рече одма дека трнала овој по овој. И сега гледаш тој другов кафич, ја нема. Отишла она, па идеш, сите ги бараш, у сите кафичи влагаш. А зашто влагаш? Абе малку да се размееш со неа, да се удриш рамо у рамо, вакава се погледнеш толку, тебе ти е страв, не ќеш да избориш. Едва и од диско ќе се најдете пак и после 6 месеци ќе направите муабет. А од диско, кога отидеш, од диско има своја рутина. Фраерлукот од диското па е друго. Ти кога ќе доеш од диско, ако си премногу среќен да почнеш одма да џускаш, да играш, не селски е тоа. Се треба да седиш вака уштиркан здрвен, со пијачката и само да гледаш така сериозно. Шо вика еден дечко, како да ти се спие малку. Таков си и гледаш околу тебе, ама не смеш да се разиграш. Затоа што не е кул
ти така одеднаш да се разиграш, многу да играш, него малку по малку, у колена прво, па со лакти. После 4 сат више може да играш поише, поради тоа што нема многу луѓе, како да кажам. Сега гледайте, тоа е џунгла луѓе, зашто влагаме леле како, високото добро утро, како да пристигнеме на оние слоеви кои што ствари не се за нас, со шаблони кои што не се за вас, со статусни елити кои што не се за вас. И се вика, шо да правам? Ајме да бидеш ти. И ако си од џунглата, да излезеш од џунглата. И човек да работи на себе. Затоа што ја ќе ви кажам една работа што сум видел. Луѓе кои што работат на себе, кога читаат книги за себе подобрување, они не мораат да бидат у секакво друштво. Не мораат да бидат у секакво друштво. Луѓе што читаат книги не мораат да бидат у секакво друштво. Имав една ситуација, бев на една прослава. Видов еден човек кој што знам дека работи на себе, си дое сам, си застана на коњу по едно друштво кој што него знае, се спријатели, си направи муавет, си уживаше со некое безалкохолно пијалоче и уживаше. И имаш еден друг збеснат, препиен, не знае кај му е глава, точно е пијан, и игра со сите другари, и одеднаш зашто беше пијан, не ни свати дека другари го отидува на некое друго место, овој се освести дека е сам, луѓе го фати терор и страв, кај му се другарите, поради тоа што не може да е сам. Каде се, и кај што отидува другите, и он тргнал еднаш натаму, со нив, поради тоа што му беше шубе да е сам. Се ти ке речеш, има разлика, затоа што е различно ниво на свесност, луѓе. Затоа што едниот излегал од џунглата и гледа, обзервира и знае. Другиот поради несвесноста не може ни да види дека е у џунгла. И он е у џунгла длабоко навлезен, 15 километри, во длабината на прашумите, каде што ни хеликоптер не го вади. Ама ако го прашаш него, он е у најубавата оаза, каде што све е супер. И се викаш, ама ја како можам се да му верувам на човекот? Се почнува со едукација. Гледате, тоа е како човек да вози расипан автомобил и никого да го односи на поправка. Ако ти е расипан автомобилот, мора да го носиш на поправка. Мора човекот да работи на себе. Мора да се поправи умот, мора да се поправи ставот, мора да се поправи гледиштето, луѓе. Зашто ако не се поправи гледиштето, тоа гледиште го носи тој резултат. Ако не му се смени гледиштето, он не може да ја промени, да го промени шаблонот на неговиот живот. Не може ауткамот, не може резултатот да се смени, затоа што точката на гледиште е погрешна. И со таа точка на гледиште он ја прави истата грешка. Така да, зошто е важна едукација? Знаете, зборот едукација доаѓа од два латински збора дучере. Дучере. Доаѓа од зборот ex, што значи надвор, ex, out, outside. И дуче е водач, дучере е да водиш некого на латински, да извадиш некого надвор. Од што? Од џунглата, од калта, од пропаста, од себедеструкцијата. Затоа што себедеструкција е негативна намера кон сам себе. Себедеструктивно, себесаботирање. Што е себесаботирање? Влезен су шаблони кои што уствари пак си ти одговорен дека си ги створил на некој начин. Не можеш да речеш не си ти одговорен. Имаш дел од одговорноста и најголемиот дел е твоја. Зашто опште си дошол у контакт со такви луѓе? Зашто си дошол у контакт со таква едукација? Негативна, сакам да кажам едукација од негативни муавети со негативни луѓе и после тоа го имаш тој став. Едукација значи нешто што те вади надвор од калта, надвор од џунглата, надвор од неубавата ситуација. Преку едукација и знаење, човекот доаѓа до свесност. И кога човекот ќе се освести, и после со конкретни дела, не со ке, ама со тоа ке. Не, свестување, конкретни дела, резултат, и тоа треба да е конзистентно, не еден ден. Зашто што прават луѓе? Сакаат некого да придобиат, да вратат, све ќе направат, ќе се сменат, ќе глумат промена, а уствари у суштината срцето им иде кон погрешниот шаблон и душата вика дај да ја се вратам ја со другарчињава, ама сега нема еден месец да бидам со нив зашто да ја придобиам девојкава пак назад, за да ја залажам дека сум сменет. А уствари се додека тебе душичката те носи у стариот шаблон, со старото друштво и со старите луѓе, нема промена. Затоа што не си сменет. Сега, кога некој човек е у такво друштво со такви шаблони,
Он ќе дое само до такво знаење. Ниско ниво на знаење. Кога човекот ќе почне да прави промена, он ќе почне да доаѓа до повисоко ниво на знаење. Ќе доаѓа во комуникација со друг тип на луѓе, кои што ќе му дадат друг тип на знаење. Ќе почне да гледа у книги. Ма тој претходно кога било ова друштво не гледал у книги. Ма какви книги бре? Ма какви подкасти бре, ова глупости се све што слушате вие. Сега, он кога ќе дојде на некое друго ниво на размишљање, на размислување, он ќе дојде во контакт со книги. Лајвовите, подкастите ќе му бидат интересни и фини, поради тоа што му е смената точката на гледиште. Затоа што гледате, он не може да дојде до друго ниво на знаење, ако е на ова ниво. Затоа што е во џунглата. Океј, еден куп работи овде ќе имам запишано. Океј, мислам дека скоро све ви кажав. Луѓе, човекот мора да излезе од барата. У барата, кој е у барата? Само мрчаторите. Гледате, зашто? Затоа што се откажале, затоа што секој друг окривува. Знаеш, никогаш не се они криви. Све некој друг е крив. Све никако они да се угрешка. Све, знае, еден тип на убаричка. Ама у барата што има жаби. Жабите гракаат. Цело време мрчат. Ова е крив, она е крив. Само он не е крив. Разбирате? Сега ви кажам еден цитат. Оној на кој што сите му се криви, тој не е прав. Оној на кој што сите му се криви, тој не е прав. Така да, за да стане прав, он мора да види кој е неговиот удел у креација на неговата состојба. Кој е неговиот удел во креирање на неговата состојба? Затоа што тоа е одговорноста. Вум, себе корекција. Ја утнувам, ја тука, ја грешам. Ке почне да се извинува. Ке почне да има помалку его. Ке почне да има повеќе почит кон околината. Ке има подруг пристап кон околината. И што ќе се случи? Настанува вистинска промена. Само што се додека у барата, се додека у џунглата, се додека у истите муабети, со истото ниво на знаење и комуникација. Луѓе, тешко е дека е променет. Оддалеку дека е променет. Океј. Гледате, уште нешто што сум запишал тука само. Интересно е. Денеска кога го спремав предавањето. Гледате, човек кога е во некое друштво, каде што имате еден или повеќе луѓе што имаат лоша намера, тој не се чувствува убаво, знаете зашто? Поради тоа што не е човечки некој да има лоша намера кон вас. Ти со добра намера си кажеш, ама не е убаво некој, абе да има ли овој лоша намера или не? Ти ја чувствуваш таа намера, никој не ти ја кажа затоа што е скриено изразена. Си кажеш, не се чувствувам убаво затоа што знаеш дека не е човечки некој да има негативна намера кон тебе. Ама нема се лажеш, ако ја чувствуваш таа негативна намера и ако си збунет од тоа друштво и ако си у конфузија, има некој кој што има лоша намера. Да, затоа што човек кон човек треба да има добра намера. И кога сте у некоја околина каде што имате човек кој што е со лоша намера кон тебе, ти си збунет затоа што не треба да е така. Тоа сум го напишал. Океј. Тоа е тоа. Мислам дека се ви кажам. Океј, се надевам ви се допадна. Тоа не значи дека не треба да даете втора шанса на некого, апсолутно треба, но исто така треба и да го едуцирате и треба да сте упорни да го едуцирате, затоа што на тој начин ќе дое до себе освестување, но некогаш на некој начин на секој му доаѓа време кога ќе му дое време. И ако сте во ситуација каде што има можеби некој човек околу вас кој што е во ваква ситуација, тогаш можеби убаво да му се јавите и да му кажете дека сакате заедно со него да дојдете на консултации. Поради тоа што мојата цел е да им покажам на луѓето подобар пат и подобар начин на живење, каде што ќе бидат среќни сите. Океј, ви благодарам, се гледаме повторно во среда. Чао!